Денес со посебно задоволство повторно ги отворивме вратите за 9 оделенците за да им го представиме нашето училиште и да им покажеме што значи квалитетно средно стручно образование кое ги подготвува младите за живот и работа. Целта на овој отворен ден не е само да се промовираме пред 9 оделенците од основните училишта во градот и прошироко, туку да им помогнеме во нивната одлука за избор на средно образование. Ние знаеме дека таа одлука не е лесна ниту за учениците, ниту за родителите, бидејќи средното образование представува важна алка кон понатамошно школување, односно кон понатамошно конкурирање на пазарот на трудот. Средното општинско училиште Орде Чопела нуди современи лаборатории, хемиски лаборатории за анализа на храна, располага со реална училишна компанија од пекарски тип Детелинка, располага со ветеринарна амбуланта, стакленик, мини фарма и голем број на опремени училници и кабинети. Како училиште покрај редовната настава нудиме и дуални паралелки, што значи дека теоријата и праксата се тесно поврзани и цврсто поврзани меѓу себе. Располагаме со високостручен наставен кадар и нудиме можности за стипендија на учениците во траење од 9 месеци по 3500 денари секој месец. Како средно стручно училиште нудиме можности за избор на голем број атрактивни сектори и квалификации кои што се доста барани на пазарот на трудот, и тоа прехранбен техничар, хемиско-лабораториски техничар, медицинско-лабораториско-санитарен техничар, техничар по ветеринарна медицина, агротехничар, техничар по фитомедицина, техничар за очна оптика, геодетски техничар, архитектонски техничар и пекар. Иако техничарот за очна оптика веќе неколку години е најбарана квалификација, во последните години навистина се барани останатите сектори квалификации, што го покажува бројот на запишани ученици во прва година во нашето училиште и се надеваме дека и оваа година ќе биде така, значи очекуваме и уште подобро. Значи денес не е само ден за представување, денес е ден за инспирација и денес е ден за вистински избор. Драги 9 оделенци, јас знам дека се наоѓате на еден крстопат кога треба да го одберете патот каде што ќе одите. Ви посакувам многу успех во иднина и изберете паметно, изберете стручно, изберете го средното општинско училиште Орде Чопела. Ова ни е медиумскиот клуб Чопела Свет, исто така и училишната ученичка заедница Чопела, каде што се активни иницијативи во средно општинско училиште Орде Чопела, значи преку тимска работа, преку труд и креативност, работиме и создаваме социјални содржини, каде што го подобруваме и создаваме подобро училишно обкружение. Нашата мисија е јасна, да сме активни, гласни, да создаваме подобри содржини. Учениците во овој профил имаат можност своите креативни идеи да ги изразуваат преку различни цртежи и различни софтвери. Исто така, освен теоретска настава, реализираат и практична настава во различни проектантски бироа и архитектонски компании. Исто така, бидејќи станува збор за дефицитарен кадар, Министерството за образование и наука доделува стипендии во износ од 3500 денари. Архитектурата ги спојува технологијата, креативноста и уметноста и ни дозволува креативно да се изразуваме преку технолошки цртежи и најразлични софтвери. Живењето во модерни и урбанизирани средини ја зголемува потребата за кадри кои се обучени да извршуваат работи од областа на геодезијата. Како идни геодетски техничари, учениците имаат можност да се запознаат со најсовремените геодетски инструменти и софтвери, нивната примена во теренски геодетски мерења и канцелариски работи од областа на геодезијата, да ги изработуваат теренски модели врз основа на кои ќе се изведува идниот градежен објект, да исцртуваат геодетски подлоги, планови и карти. Практичното образование во нашето училиште им овозможува на учениците да ги применат стекнатите теоретски знаења во реални ситуации, кои пак понатаму им овозможуваат да стекнат добри вештини и компетенции за нивниот професионален развој. Ние како идни геодетски техничари учиме да користиме геодетски инструменти за геодетски мерења и од геодетски софтвери за изработка на планови. Практична настава извршуваме во сите геодетски компании во градот и во катастарот.
Тука се наоѓате пред штандот на хемиско-лабораториски техничар, профил кој нуди многу можности за учениците кои имаат истражувачки дух, сакаат да истражуваат, да експериментираат. Она што го нуди овој профил е можноста за работа во лаборатории, пред се во лаборатории каде се контролира квалитетот на производите, вклучително храна, хемиски производи, дури и животнава средина која еве денеска баш дождот ни ја наруши малку. Се запишав овде затоа што сакам да истражувам и ми нуди пред се работа во понатомошниот живот. И исто така, јас сакам да ја продолжам мојата работа во мојот живот во Прилепска пиварница, како што правиме анализи и други испитувања во, например, во пивото и во сокот, во прехранбените производи. Анализирајќи ги условите и ова поставеноста на самиот штанд, можеме да кажеме дека располагаме со прекрасни услови, не само стручноста на наставниот кадар, него и еве конкретно најнови набавки на модели еве за земање на венска крв во случајот. Имаме тродимензионален микроскоп, понатаму анализи правиме на крв, односно на сите анализи поврзани од дијагностички аспект, понатаму за да продолжат учениците кои што праксата ја спроведуваат во институциите на болницата, например, во летниот период. Понатаму исто така праксата во приватни здравствени ординации. Тоа значи дека покрај теоријата имаме подкованост и со праксата. Овој профил е со 4 годишно образование. Значи, во овие 4 години се изучуваат општите образовни средства и исто така предмети и стручните предмети. Во овие 4 години ние изучуваме како да правиме анализи на различни продукти, исто така учиме како да земаме венска и капиларна крв, ги изучуваме инструментите и апаратите со кои што ќе работиме во понатомошната иднина. Исто така во нашето училиште има и лабораториска практика во која што ние како ученици работиме и ги учиме сите анализи на испитувања на различни продукти. Исто така има и феријална практика која што е задолжителна со завршувањето на втората година и четвртата година. Задолжителна е и се одржува во летниот период. Треба да се изведува во рокот 20 дена со 100 работни часови. Јас го одбрав ово училиште бидејќи стварно ме интересира ова работа за лабораториско испитување на крвта и се останато. Во нашава струка го имаме профилот прехранбен техничар кој е со 4 годишно образование и профилот пекар кој што е со 3 годишно образование, меѓутоа после 3 годишното образование е со можност за доквалификација и со стекнување на 4 годишно образование. Прехранбениот техничар е дуална паралелка, тоа значи дека имаме зголемен фонд на часови по практична настава, кои што отпочнуваат од втора, трета и четврта година, а преку летниот период со реализирање на часови од феријална пракса. Учениците кои што ќе се запишат во дуалната паралелка се стекнуваат со право за добивање на стипендија во текот на нивното 4 годишно образование. Се стекнуваат со теоретски знаења од оваа струка, како што се прехранбените технологии и другите сродни стручни предмети. Стекнатите нивни теоретски знаења понатаму ги применуваат во пракса, секако дека за време на часовите по практична настава се стекнуваат со вештини кои што понатаму можат да си ги имплементираат, односно да започнат сопствен бизнис, исто така да бидат и конкуренти на пазарот на трудот, бидејќи оваа струка знаеме дека во денешно време е доста барана
на пазарот. Летото одиме на феријална пракса која изведуваме во компаниите што имаме склучено договор со училиштето. Од трета година па се до четврта имаме пракса во нашата реална училишна компанија каде ја изведуваме таму и повишење на пракса отколку теорија. Се работи за струка која е поврзана со медицината, каде што се бараат минимум 60 поени и каде што има 4 годишно образование. Ова е струка каде учениците се добро обучени за понатамошниот образование да го започнат на медицинските факултети, на факултетите за оптометрија, со обемен број на часови на практична настава, кои ги извршуваме во нашата лабораторија во училиштето, која е современо опремена, но и во оптиките во нашиот град, каде што учениците се под надзор на стручен тим на соработници. По завршувањето на образованието можат да отворат свој собствен бизнис или да останат во оптиките доколку се покажали како добри ученици. Како што кажа професорката, се работи за 4 годишно образование. Дел од часовите се одржуваат во нашите добро спремни лаборатории, каде што ние учениците со помош на стручноста на нашите професори изработуваме очила. Во завршувањето на образованието можеме да се вработиме како техничари како техничари и оптичари во оптиките. Јас лично би се запишала на медицина, бидејќи имам добра основа од учењето од практичната работа во училиштето. И овдека се наоѓаме на штандот за техничар по ветеринарна медицина. Значи, тоа е 4 годишно образование, една благородна професија каде што нашите ученици имаат можност да научат како се прегледуваат животни, како да даваат соодветна терапија, значи како да асистираат при различни хируршки интервенции, особено за време на практичната настава. Имаме можност не само во нашето училиште, каде имаме ветеринарна амбуланта, учениците тука во ветеринарната амбуланта прегледуваат животни, меѓутоа и преку праксата соработувајќи со ветеринарните клиники во градот, таму под надзор на доктор, ветеринар, имаат можност да ги применуваат сите тие техники на прегледи на животни, користење на соодветна хируршка опрема и се што е поврзано грижејќи се за здравјето на животните. Ние практичната настава ја извршуваме во нашата ветеринарна амбуланта во училиштето и во ветеринарните клиники низ градот. И тук назад имаме и мини фарма. Да напоменам едно убаво практично искуство. Бевме во Грција, во Катерини, во современа ветеринарна амбуланта, каде што видовме на каков начин тие работат со животните и нивната современа технологија. Јас сакав тука да се запишам најпрво поради љубовта кон животните од мала возраст и грижата за нивното здравје и благосостојба. Сакам да продолжам на факултет и понатаму на други едукации и обуки. Тука се запишав кон љубов на животните. Препорачувам да дојдат сите што ги сакаат животните, што ги милуваат, да дојдат во оваа струка и да се запишат во оваа струка. Ние од ова училиште, од секторот земјоделство, рибарство и ветеринарство ќе ги представиме следните струки, значи техничар за фитомедицина и агротехничар. Техничар за фитомедицина ги учи начинот на заштита, примена на хемиски препарати, пестициди, како се врши правилна заштита, нели, а при тоа да не ја загадиме животната средина. Потребни се, нели, 45 бода. И техничар за фитомедицина, исто така 45 поени, значи двете се дуални паралелки, каде што Министерството за земјоделие ни одобрува средства од 3500 денари во трајање од 9 месеци. Значи во агротехничар се единствената агранка, значи која што произведува храна. Значи ги изучуваме сите предмети земјоделски, а додека фитомедицината, нели како што рековме, заштитата на растенијата,
дуалните парлелки, каде што практичната настава изведуваме во тутунскиот комбинат, во Институтот за тутун, во некои од земјоделските аптеки и учествуваме во голем број на проекти, Еразмус проекти и други сајми, учество на сајми. Оваа година беа во Грција нашите ученици, агротехничари, каде што беа 2 недели, каде што ги учеа искуствата во Грција, беа во насади со маслинки и киви, и ветеринарните нели си беа во ветеринарна амбуланта. Овде ги изучуваме работите за земјоделството, се запознаваме подобро, а исто така праксата ја држиме во земјоделскиот тутун, земјоделскиот комбинат, комбинатот за институтот и во земјоделски аптеки. Исто така годинава бевме во Грција на пракса, каде што 14 дена поминавме таму и ја држевме праксата таму. Бевме на плантажите за киви, исто маслинки садевме на плантажите.